Добар ден, добро вечер на сите, не знам, сега малце закаснивме. Влеговме доста во терминот што беше планиран за овој дел, така што ние малце ќе прилагодиме нашава сесија во некаква скратена форма. Предвидовме неколку точки за дискусија, некои ќе ги поминеме подетално, некои само бегло. Како и да е, ова е замислено да биде една интерактивна сесија и затоа ќе ве замолам да може само ова да го пушта. Во вие што се тоа? Петар. Ќе ве молам, ако може да седнете, зашто треба да почнеме. Значи, сите присутни во салата, исто ќе ги замолам, заради интерактивноста, да го скенираат овој QR код на своите телефони и со тоа ќе ги однесат на одреден лик и таму ќе пишува почекајте малце. Но подгответе се. Додека тоа го правите, да кажам дека јас и колегата Сергеј еве се договаравме тоа да го потенцираме, дека ние и не сме експерти за темата што ја отвараме, но тоа го сметаме за позитивно за целта што сакаме да ја постигнеме, а тоа е да продискутираме заеднички за оваа тема, за која што многу се зборуваше на некој начин и на самата конференција, особено вака голем дел од тоа што ние планувавме да го кажеме, професорот Брилакис некако не разнесе, да речем, односно така отиде доста напред во она што ние планиравме да го кажеме. Како и да е, значи замисливме да ова да биде некако интерактивно и дали има уште некој што сака да скенира или можам да продолжам. Значи мораме да кратиме вака дел од ова до сега. Добро, 34. Може има уште некој? Значи, бидејќи интерактивна сесија, се очекува интеракција од публиката, тоа ќе биде некој вид фидбек од вас. Целта е вака да го опипаме пулсот околу темите што сакаме да ги отвориме. Мислам дека може да почнеме. Еве прво прашање, темата знаете, нели, како дигитализацијата го преобликува конструктивниот сектор или градежништвото кај нас. Колку мислите дека знаете за дигиталната трансформација? Чисто ваше чувство. Анонимно. Анонимно. Лично мислам дека самата конференција придонесе овие проценти повеќе додат на кај левата страна, што е добро. Колку што јас избројав од колку стои 3-40 труда, прво да направам некоја анализа, едно 15, значи колку ќе му да 10% се однесува на точно теми од оваа област, што значи дека барем почнуваме да размислуваме во таа насока. Добро, ова беше првото прашање, значи значи на добар пат сме дека треба овие теми да се отвараат барем полека, барем кај нас. Второто прашање вака, чисто да исто опипаме пулсот на публиката, дали сте од индустријата, образованието или можеби од research and development. Добро, значи очигледно доминира индустријата, што исто така добро за темите што ги отвараме сега. Па јас сега, согласно нашето некое разработено сценарио, ќе го предадам екранот на колегата Чурилов, кој што ќе продолжи сега, она што тој треба да го преземе. Благодарам. Значи, голем мотивација некако или тригер, така да се изразам за размислувањата кои што ги имавме за оваа тркалезна маса која што е во квадратна форма очигледно, беше провокација од глобалниот директор на BeamObject, Майкл Тайдл, кој што во своје едно интервју забележа дека градежната индустрија всушност не е повеќе индустрија,
туку е повеќе некаква манифактура или рачна изработка. Тоа го дополни со уште неколку реченици кои што овдека сакам да ги цитирам и вели: се однесува или начинот на работа со неа е многу слаб во поглед на квалитетот и на економските последици. Полошо е дури од многу порано, од пред 10 и повеќе години. Вели бизнисот, односно индустријата е во криза, затоа што се уште не е дигитизирана. Нешто за тоа беше спомнато и на воведното предавање, така што ќе погледнеме продолжение околу ова. Вели, процесите се стари, начините за координација, која што е исто така многу важна во процесот на дигитална трансформација, се многу стари, а стандардизацијата е во тотален хаос. Вели, ние се уште не сме го постигнале нивото на координација која што индустријата го бара од нас. И уште еден пример од ова излагање, вели, ако појдете на градилиште, било каде во светот, ќе забележите многу збунети луѓе, кои што носат арматура, носат тули, носат дрвени елементи и работат со нивните раце. Па вели, каде се роботите? Каде е префабрикуваната градба? Вели, нам е потребни се нови процеси и нови алатки. Уште од самите почетни фази на проектирање ни треба дигитизација во фазата на производство во индустријата, односно треба да ги дигитализираме сите овие чекори за да може да ја оствариме онаа дигитална трансформација. Тоа беа тие некои 5 минути од негово интервју кое што навистина поттикна одредени размислувања и затоа оваа денешна дискусија во која што очекуваме и вие активно да партиципирате, ќе ја заокружиме со до објаснување или до дефинирање на поимите, кои што и за мене беа малку збунувачки на почеток, кога ќе се запраша што е дигитизација, што е дигитализација, што е дигитална трансформација. Па само накратко повеќе пластично по дигитизација, иако има повеќе дефиниции, нели, ова е некаква произволна дефиниција, велиме дека ги претвораме аналогните информации во дигитален формат. И примерите кои што се дадени преку слики тоа го асоцираат. Фотокопираме документ од хартиена форма во дигитална, односно скенираме пред се, или скенираме некаква сметка со телефон, или пак ги префрламе аналогните или видео снимки или аудио снимки, нели, од еден на друг медиум, односно од аналогна во дигитална форма. Од друга страна, за дигитализацијата има повеќе термини, овдека е еден од или два ќе кажам кои што се карактеристични од Гартнеровиот речник. Вели, дигитализација е процес на користење на дигитални технологии за промена на бизнис моделот, за остварување на нови вредности и за зголемени можности. Или пак дигитализацијата ја користи дигитизацијата за да го подобри процесот на работење, односно применува дигитални алатки за да ги подобри овие процеси, меѓу кои што голем дел од нив беа спомнати и претходно. Повторно, уште еден пластичен пример, дел од нас се тука, нели, на службено патување, ќе треба да пополниме патни трошоци и во традиционалниот начин на работење, нели, овие наши трошоци ќе треба да ги сведеме во некаква хартиена форма и да ги дадеме на сметководство. За да биде процесот дигитален, нели, потребно е да ги дигитизираме овие наши сметки и наместо да пополниме патен налог во хартиена форма, тоа да го направиме преку дигитална форма. Во тој случај сме го заокружиле процесот на дигитализација, односно сме предизвикале нешто во самиот процес, а тоа е дигитална трансформација на процесот на, во овој случај, поднесување на нашите трошоци. Значи, тоа е влијание кое што е предизвикано од процесот на дигитализација. Така што, без премногу повторно во детали да навлегуваме, меѓутоа сепак треба да внимаваме на нешто, а тоа нешто е дадено во оваа следна реченица, повторно превземена од интервјуто. Вели, многу компании посветуваат внимание нивните вработени
да начинот нивните работени како ја користат технологијата која што е потребна за дигитизација и дигитализација, меѓутоа не посветуваат на внимание на управувањето со податоците, бидејќи самиот процес на дигитизација значи прибирање на податоци. Затоа што во податоците е најголемата вредност, а не само во технологијата, и затоа е потребно и внимателно управување со овие податоци. Процесот на дигитална трансформација за кој што сите зборуваме и повеќе пати во овие 2 дена беше спомнато, се одвива низ 3 фази, меѓутоа од интерес на времето јас нема да должам премногу во овој така наречен вовед во самата тема. Уште еднаш да напоменеме дека од повеќе настапи е истакнато дека ние се уште во градежната индустрија сме најмалку можеби дигитализирана индустрија и се уште треба да работиме. Затоа поттикот за оваа тема денеска е токму тоа да зборуваме за некаква дигитална трансформација. Уште само малку во овој вовед, тоа е неодамнешна студија спроведена од Deloitte за степенот на на усвојување или на примена на дигитализацијата во градежната индустрија, каде што позитивните страни се јасно истакнати, значи поголема безбедност, заштеда на време, заштеда на трошоци, меѓутоа сепак одредени бариери, пречки стојат пред нас, а тоа е дека голем дел или третина од компаниите се уште каскаат односно вработените во компаниите се уште немаат доволни дигитални вештини и технологијата е се уште скапа. До некаде може да се служиме, може би не. Меѓутоа, она што е важно е дека не смееме тука да застанеме, а тоа е дека прашањето не е дали е потребна оваа дигитална трансформација. Таа е веќе секојдневие во светот. Меѓутоа, она што е долу исто така интересно да го потенцираме, дали нашите компании се подготвени да чекаат, да стоиме во место. За многу работи сме стоеле во место поголем период, почнувајќи од стандарди и така натаму, да не се навраќаме, меѓутоа и овдека одреден период стоиме во место. Прашање е дали треба да го задржиме тоа темпо. Подготвивме повеќе точки за дискусија. Првата ќе биде околу BIM и користењето на BIM во процесите на проектирање. Меѓутоа, пред да продолжиме и да дадеме збор на вас, повторно ќе ве упатиме на оваа наша алатка, односно да го провериме степенот на користење на BIM, така да ве молам да одговориме на ова прашање колку ги користиме BIM во нашите проекти. Чисто да видиме до каде сме на ова поле. Некаде сме на половина со вашите гласови, ќе ве замолам, ајде. Поодлучно, да. Ова е навистина да видиме сите до каде сме со овој процес. Тоа е нешто што можеби јас лично и го очекував. Како резултат, Добро, отприлика тука негде. Отворат, меѓутоа Значи ми very often, што значи дека може да добиеме можеби некакви конкретни примери или дискусии по однос на тоа од оние кои што често користат, кои се бенефитите од користењето или во кои ситуации го користат, какви проекти и така натаму. Да. Во тој контекст, зборувајќи околу BIM, ја спомнав претходно и стандардизацијата. Ќе ја повикам сега представничката од Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, господјата Черепналковска, да накратко ни се обрати и да ни каже што тоа во институтот се случува на ова поле. Да видиме до каде сме со стандардизацијата како еден од чекорите за примена на процесот BIM. Одем напред. Ви благодарам, професора.
Пред се почитувани благодарност до организаторот на поканата за учество на оваа сесија, каде што би требало да за многу кратко време да го представам процесот на хармонизација на националната стандардизација со европската. Ова презентација е само еден мал дел од работилницата која што веќе ја имавме, а и ќе продолжиме понатака во соработка со здруженијата и коморите. Неминовно е да зборуваме за стандардите, а при тоа сега многу кратко за Институтот за стандардизација како единствено национално тело каде што се подготвуваат и развиваат стандардите, формиран во 2003 година и само да нагласам како полноправни членки во меѓународните и европските организации за стандардизација, токму го имате тоа право да се вклучите и да учествувате во секој процес од развивање на стандардите од онаа област за која што вие сте заинтересирани. Стручноста при развивање на стандардите е преку техничките комитети. Еден од нив е и техничкиот комитет за информацијско моделирање на градби. Што значи он е веќе формиран по иницијатива на Градежниот институт на Македонија во 2020 година, каде што председател на овој комитет е госпоѓата Дијана Ликар, која изрази жалење што не е во можност да присуствува на оваа сесија и на оваа презентација. Членките кои што учествуваат во овој комитет се представниците нормално од иницијаторот од ГИМ, Градежниот факултет, Друштвото на градежни конструктори, Стопанска комора, Комора на овластени архитекти, ИЕГ, ИЗИС, Границ, Смарт и градот Скопје. Вака може би изгледа голема заинтересираност, меѓутоа има, али сепак ќе кажам недоволна за овој процес. Ќе да го нагласам активното учество на овој комитет во Европскиот комитет за БИМ технологијата, во Европскиот комитет 442, каде што огромен ангажман поново на Градежниот институт и председателката и нејзиниот тим да процесот на усвојување стандарди се пренеса на национално ниво и да се гласа по одредени точки во овој процес. Во интерес на времето, само една визуелна представување на стандардите кои што се развиваат во овој комитет, дека комитетот ги систематизира стандардите во 4 групи, со жолтата боја на стандарди кои се однесуваат на податоци и шеми, понатака зелената боја се стандарди кои се однесуваат на речници и термини, лилаковата боја е на процеси и плаво-сивата боја е за упатства. Така да овој процес е доста сложен, бара голем ангажман на експерти кои што ќе се вклучат во самиот процес на усвојување и развивање на оваа област. Како и секој друг технички комитет, и овој комитет има своја програма. Нормално, како што кажав, е усвојувањето на стандардите, меѓутоа акцентот е на комуникација со јавноста за начинот на ставање на стандардите за БИМ во активна и задолжителна примена, каде што ИСРМСМ е само една алатка алка во целиот овој ланец и не можеме да го очекуваме дека институтот тоа може да го сам без сите чинители да изврши имплементација на овие стандарди и акцентот на комитетот е следење и споделување на добри практики од други земји за воведување на стандардите од БИМ технологијата. Од тој аспект, колешката која што е сега технички секретар Маја Колеш направи едно истражување во кое што можеме да кажеме дека во Европска унија уште од 2014 година е воведена директивата 24 за јавни набавки и која воведува задолжителна примена на електронска комуникација во јавните набавки. Значи, клучниот член во оваа директива е членот 22, каде што БИМ е алатката за дигитална реалност, ја олеснува конкуренцијата, ја зголемува транспарентноста, го намалува ризикот од корупција и заштеда на јавните пари. Поново еден визуелен приказ што се случува во Европа со најнаранџастата боја се земји кои што веќе го имаат имплементирано БИМот, другите две се веќе во подготовки каде што некои веќе почнале, али имаат план на имплементација за БИМот во јавните инвестиции. Немаме време, меѓутоа на работилниците кажувавме што ни се случува во регионот и малку пошироко.
Значи, во Словенија, еве, одма можеме да кажеме дека веќе е формирана нека платформа, од 2018 година започнува примената на BIM со пилот проекти. Што се случува во Хрватска? Планирана е воведување на BIM со 2026 година, најнапредна е Британија. Значи, она ниво 3 кое што веќе го спомнува колегите е планирано за 2030 година. Значи, земјите од регионот веќе влегуваат со задолжителни примени на BIM технологијата. Каде сме ние во овој процес и од каде да почнеме? Конечно, и мислам дека е конечно време за стандардите, али кога кажувам конечно време за стандарди, мислам за нивната имплементација на стандардите. Поново во процесот на приближување на националното законодавство кон европското, пристапот на примената на стандардите е доброволен. Се до оној момент додека некој закон или подзаконски акт не се повикува на нив. Значи тоа е на основно ниво на законодавството плюс стандардите да ја сочинуваат нашата национална техничка регулатива. Во градежниот сектор имаме два закона во две ресорни министерства. Министерството за економија и Министерството за економија и труд и Министерството за транспорт. Што ни се случува по однос на имплементацијата? Слушавме овие неколку дена, ме радува што слушнав, а и сега вие пред малку, дека веќе постојат фирми и млади конструктори кои што ја применуваат BIM технологијата, меѓутоа тука би поставила можеби додатно прашање при таа примена дали ги применуваат и стандардите кои што зборуваме нели за BIM технологијата, меѓутоа по однос на имплементација за задолжителна примена немаме никаква програма, нити платформа, нити отпочната да размислуваме како тоа ќе го спроведеме. Ако не знаеме, мислам дека е најдобро да се послужиме со околните земји кои веќе имаат изработено некои платформи. И да не ни се повтори искуството кое што е тамо најдоле во црвено маркирано дека еден процес на стандарди на еврокодови од прва генерација трае, ако Европската Унија ги усвоила 2010, трае веќе 18 години и го поново го продолжуваме. Ако тргнеме по ова темпо, значи не знам до која година ќе стигнеме да ги имплементираме сите стандарди. Она што е на слайдот не можам да го сега поновам, бидејќи професорот Тони Рангеловски во неговата презентација веќе напомена што се не очекува за имплементација, кога зборуваме за имплементација на стандарди од секторот за градежништво. Вие веќе го спомнавте, а и ја го предвидев во овој слайд да кажам дека владе една хаотична ситуација кај нас. Не само во стандардите, него воопшто во примената на стандардите. Не постои систем на меѓуинституционална соработка. И комотно го земам за право ова јас да го кажам, бидејќи учествувам во две комисии, во двете министерства, и во економија и во транспорт. Нажалост, не знам дали имаме представници од Министерството за транспорт, таму е оформена комисија за имплементација на станите, драго ми е. Оваа комисија беше повикана, во која што ја членувам и преседавам како преседавач, беше повикана пред 2 години еднаш, овие 2 години поретко, значи ни еднаш. Така да не можеме без некоја екипирање, не можеме без некоја државна стратегија или на ниво на Министерството да отпочнеме со процесот на имплементација од слайдот кој што го прикажав пред тоа. И сето ова ме асоцираше да подготвам 2 фотографии, од каде што долната од мојата лична архива на аматерски фотографии, каде што ме иницираше да кажам мојот личен впечаток дека како да се движиме по некој пат кој што е бесконечен, кој што нема поставена цел. Колешката со која што подготвувавме вика не колешка, па добро имаме и некој пат, меѓутоа не би требало да се движиме по таков, него по некој пат со поставени цели и наша стратегија на национално ниво со која ќе ги вклучи свесност, достапност на стандардите и прогресивна регулатива. И на крај, само сакам да го кажам дека имплементацијата на стандардите не започнува од кога институтот ќе ги достави до ресорното министерство. Имплементацијата започнува со вашето учество во подготовката на стандардите. На тој начин ќе бидете запознаени, на тој начин ќе се скрати периодот од кога ќе бидат усвоени и ставени во имплементација, ќе се скрати периодот на вашето прилагодување. Ви благодарам на вниманието.
Само да го најдам каде застанав. Благодариме на колешката Черепналковска. Пред да отвориме дискусијата, бидејќи ги спомнавме стандардите, видовме, представивме нели до каде е работата на нив во нашиот институт. Поврзано со стандардите секако и едукацијата. Дозволете ми само во 3 слајда, односно 2 слајда, да кажеме до каде сме и на ова поле. Претпоставам дека повеќето од нас не знаат. Почнувајќи од лично искуство, кое што е повеќе годишно, во моментот кога слушнав BIM пред повеќе од 15 на години, некако не ми се виде тоа привлечно, не ми се виде некако остварливо и можам да кажам дека бе во онаа група на BIM скептици. Меѓутоа, времето си го направи своето и сакал или не, некој начин морав да ја прифатам реалноста. Односно, да станам некаков BIM оптимист. Ќе видиме колку тоа ќе трае и како ќе се одвива. Затоа, во рамките на една магистерска студија на колешка која што пројави или изрази желба да работи во ова поле, спроведена во релативно краток период во 2023 година на мал број на примероци, односно на мал број на испитаници, кој што беше составен од различни професии, односно групи. По најголем дел беа градежни инженери, нешто помалку архитекти, студенти, машински инженери. Резултатите од оваа студија покажа нешто што и денеска го видовме преку нашето гласење. Студентите поголем дел, 60%, рекоа дека воопшто не се запознаени со BIM, што не беше изненадување, затоа што знаеме што се случува на студиските програми досега. 40% од инженерите не беа доволно запознаени или не се доволно запознаени со BIM, а 10% воопшто не знаат што е тоа BIM. Меѓутоа, желбата постои, скоро 60% од нив изразија желба за усвојување на BIM, а 40% сметаат дека немаат услови, што исто така е важен индикатор за понатамошната имплементација на BIM. Потикнат од овие размислувања, бројки, потикнат од реалноста, во последната акредитација на студиските програми на Градежниот факултет, започнувајќи од 2023-2024 академска година, зимскиот семестар, на вториот циклус, како изборен предмет го уведовме предметот кој што се нарекува BIM, со неговото целосно име се разбира, кој што се слуша на студиските програми на градежништво, односно конструктивната насока и геотехничко инженерство. Ова е накратко содржината на самиот курс, јас нема да навлегувам во тоа, меѓутоа основната цел е да започнеме уште во првите, да речеме, чекори на формирањето на инженерите со барем основите на BIM да бидат запознаени за да понатаму може BIM да се применува. Толку во поглед на нашите активности во полето на едукацијата и сега го отварам теренот, да кажеме, за дискусија. Ова се некои прашања кои што може да бидат поттик за вашите разговори. Забележав колешката Брочета дека сака да земе збор, повелете. Zahvaljujem. Gordana Bročeta, profesor na Arhitektonsko-građansko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na katedri za materijale i konstrukcije, ali bih se ovom prilikom više obratila kao član Savjeta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine i kao član jednog od tehničkih komiteta koji se bavio baš implementacijom BIM standarda u Bosni i Hercegovini. Pa u tom smislu da kažem ovo iz regiona, da smo i mi malo začeprkali, preveli smo na jezik naroda Bosne i Hercegovine 8 standarda koje imaju ISO, jeli? Lično sam učestvovala u onima koji su vezani za kataloge, jeli, građevinskih proizvoda i nekako voljela bih da ne radimo duple poslove, da jedni drugima tu malo pomažemo. Slični su naši jezici, naročito što smo našli, bez obzira što su isto standardi u pitanju, da ima i grešaka u tim standardima. Pa je to otišlo dalje, ali nekako, evo sad da probam uspostaviti malo bližu saradnju. I ono što
sam ja primijetila, jeli, i nekako na nekim skupovima mi smo radili i 3 UNDP projekta vezano za približavanje praksi nastavnom procesu, šta je to BIM, da otvorimo, jeli, kako ste vi malo prije divno rekli, generalno i za standarde, džabe ako struka, jeli, džabe nama prema ministarstvima, nekako se podrazumijeva da je BIM upotreba nekih BIM softvera gdje su 2-3 fazera i to smo srećni učesnici. Ja znamo da je to daleko šire, jel da? Šta je ono što sam ja primijetila da je kod nas veliki problem, a bilo bi dobro da i Makedonija, i Bosna, i Srbija, da svi nekako reagujemo. Kad uzmemo te softvere, mi vidimo od velikih inostranih kompanija da imamo te kataloge njihovih proizvoda, jel da? A nemamo u tim katalozima naše domaće proizvode. I eto, u tom nekom smislu, da li vi razmišljate na tu temu, trebalo bi ministarstvo, instituti, ali i mi sa fakulteta, da širimo svijest o tome i da se naši domaći proizvodi stave kao modeli, jeli, u te BIM kataloge za softvere i prosto da ucijenimo one distributere softvera. Nema distribucije bez toga da su unijeti naši katalozi. Sad je to još skromno, nema nisu standarda onih koji će biti, jel tako? Sve u povoju, nismo mi toliko baš u zaostatku u odnosu na cijeli svijet ili na Veliku Britaniju. Nisu ni oni nešto pretjerano otišli. Eto, to je neko kratko iskustvo i digresija. I voljela bih da u tom pravcu kao, jeli, instituti bude malo tješnje saradnje između komiteta vezanih za BIM. Zahvaljujem. Колегата Трајче Стојанов, повелете. Не, после. Фала, јас сум Трајче Стојанов, сега ќе зборувам како Autodesk Certified Instructor во СЕМОС едукација. Значи, бројките за курсеви Revit, не само за архитектура, туку и конструкција и МЕП, во СЕМОС е прилично фини. Значи, од 2014 година го ведовме курсот. Можам да кажам дека бројката се од слушатели поминати на курсевите во Македонија до сега само во СЕМОС. Мислам дека надминува 600-700 слушатели, што е релативно голема бројка, ако се смета дека е тоа само една институција, Македонија е релативно мала и така натаму. Меѓутоа, што е проблемот? 20 години зборуваме за BIM и цело време дискусијата е што е BIM, што не е BIM, кои се предности и на крај останува наративот дека ако не се префрлиме на BIM, тогаш ќе назадиме, дека едноставно ќе останеме без работа. Меѓутоа и она што беше прилично очигледно пред некои да речеме 8 години, интересот одеднаш кај македонските архитекти и инженери значи стана прилично голем. Затоа што се исплашија, едноставно не сакаат да назадуваат. Меѓутоа, откако завршија курсеви или посетуваа известни презентации, наместо да се префрлат кон BIM, решија да почекаат. И сега, ако се навратиме назад, да речеме 10 години или повеќе, во Македонија ништо не се менува на полето на BIM. Така да, и исто така, движејќи се помеѓу колегите, кога прашувам, окей, завршивте курс, дали се префрливте на BIM, не се префрлуваат на BIM, зошто процесот не е едноставен, мора да признаеме, значи, инвестицијата не е мала, треба да се смени целосно начинот на работа, меѓутоа, освен тоа, најглавната причина е затоа што велат дека до сега воопшто немале никаква порачка за BIM проекти. Значи, ниту еден инвеститор не им побарал, значи нема потреба. И ова статус кво ќе остане вакво, се додека не се направи некоја друга иницијатива. На ова прилично лошо реагираат архитектите, меѓутоа овде претпоставам дека се малку на број. Значи, државите тоа го решаваат на тој начин што го мандатираат BIM. Значи, примерот со UK, со Велика Британија е таков каде што државата за да го подобри квалитетот во градежништвото, од 2016 година го воведе BIM како мандаторна технологија за изготвување на проекти на јавни објекти. Меѓутоа исто така треба да се каже дека тие почнаа со истражувања уште многу порано, значи од 2007 година веќе имаа стандарди. 2011 година владата донесе одлука и даде 5 години време на институциите и на приватниот сектор да се прилагоди за тоа. Значи не беше одеднаш излегува во службен весник и готово сега сме сите BIM.
Она што е важно е што државата, односно Велика Британија толку напредно гледаше што таа BIM кога го објаснуваше BIM мандатот. Меѓу другите работи наведоа дека го прават BIM мандатот за да може Велика Британија да генерира експертиза во BIM и да стави таа експертиза како извозна категорија, што навистина се случува. Значи британските меѓународни интернационални компании кои што работат на ова поле, значи делуваат низ целиот свет како експерти за BIM. Благодарам. Само едно прашање, колега, дали може да ни кажете од тие 600-700 што спомнавте кои што завршиле курсеви во СЕМОС, од какви профили доаѓаат? Најголемиот дел се архитекти и за жал тоа е заради едно тотално погрешно мислење дека BIM е само за архитекти, дека тоа е 3D моделирање и тука завршува цела приказна. Ако мен искрено ме прашувате, најголем бенефит од BIM имаат МЕП инженерите, односно термотехничари, водовод, канализација и електрика. До сега се сретнав со работејќи со меѓународни компании, значи едноставно не гледам друг начин како да се сработат некои специфични проекти, захтевни проекти ако нема BIM. Значи едноставно 2D не доаѓа во предвид. Ја знаеме приказната со Сиднејската опера, каде што јаделе по 5 килограми портокали на ден, за да можат со љушпите да си ја представат формата, за да можат да го дизајнираат проектот. Сега тоа било пред прилично многу години. Денес модерната технологија ни овозможува, нема потреба толку портокали да јадеме сигурно, меѓутоа ни овозможува многу повеќе флексибилност дури и за луѓе кои што да речеме не ја владеат техниката толку. Благодарам. Дали има некој дискусија? Там. Колегата Димитриевски. Иако небото не кажа да продолжиме, мисле, че Ако дозволите, значи јас тотално разбирам ова колегата Трајче што го кажа, зашто колегите малку паузираат со употреба на BIM-от, па може сите да се согласиме дека еви во градежното конструктерство и во градежништвото најголемиот дел од проектите доаѓаат од државата, значи преку јавните набавки, преку меѓународните финансиски институции, значи додека немаме ние подготвена легислатива да ја прими оваа технологија, ние можеме да се обучуваме во сферата на оваа технологија, меѓутоа за да одиме напред е неопходно да се оствари оваа замисла која господјата Черепналковска ја презентираше, значи да има координација и со оние кои ги изготвуваат законите. Дополнително на тоа можам да кажам, еве колегата Серги имаше еден слайд кај што вели компаниите мора да, или како велеше дека мора да се... Дали може да си дозволат да чекаат? Дали дозволат? Јас би прашал дали може државата да си го дозволи напредокот на вештачката интелигенција. Ние за BIM мора да имаме легислатива или стандардизација за да употребуваме одредени технологии. Меѓутоа вештачката интелигенција нема да чека на изготвување на закони, туку едноставно ќе дојде како брани оние што се најподготвени, тие ќе бидат во предност пред сите оние кои што не се. Да, благодарам. Дали има уште некој што сака да земе збор на оваа тема? Иако може многу да се зборува и целата оваа маса да отиде за BIM. Ние подготвивме уште нешто, меѓутоа ако има уште некој може да дозволиме. Да. Добро. Да. Секако поврзано со BIM е и следната точка за дискусија, за која што мислиме дека треба барем да кажеме збор 2, а тоа се дигиталните градежни дозволи, кои што за некого, нели, можеби представуваат Само момент. Да. Што? Кои што представуваат само една дигитална форма на документ. Меѓутоа, ајде пред да преминеме на оваа тема, повторно ќе ве замолиме за одговор на кратка анкета. Ова прашање, кратка анкета, да. Дали некога сте имали искуство или колку искуство имате со дигитални градежни дозволи?
Че ако не го гледате следното прашање од претходно, само рефреш направете. Ајде ќе ве замолам уште. Тие што не одговорија да го подобриме или влошиме скорот. Меѓутоа мислам дека е очигледно, така да. Очигледно е, меѓутоа ме радува и оваа шеска, иако процентуално е мала бројка. Тема за која што сме слушнале, можеби малку зборуваме, меѓутоа некој од нас овдека има и одредено искуство. Која? За оваа тема ќе го повикам повторно колегата Трајчо Стојанов да го изложи своето искуство во поглед на оваа прашање. Повелете, колега Стојанов. Македонски, англиски? Како сакате? Добро, почит кон гостите тогаш англиски. Може и на англиски. Okay, so probably I'm the lost one here, architect by education. In my defense, I consider myself technologist more than architect, even though I served as architect. I work now as a BIM and BIM 2JS consultant, and generally everything that BIM as a topic touches, so other technologies too. In recent 5 years, I also work in digital building pyramids as a practitioner, also as a researcher. I took part in Czech DBP project, which is Horizon Europe EU-financed project about providing digital toolkit for enabling digital building pyramids. Obviously, European Commission understood the value and the need of digital building pyramids because in the same time, EU funded 3 research projects. So this Czech DBP project started in 2022 and ended actually now it's ending at the end of the September. Also, I've been involved as a practitioner in other DBP projects like Dubai, now also Bahrain, and so on. Also, I was volunteering in Building Smart International, particularly regulatory room that deals with these issues. I also am Autodesk certified instructor, which I think you already know. And I also took part in some research papers on topic of building permits. So regarding this presentation, I wanted just to touch other technologies than BIM because BIM is obviously boring topic. We already know a lot about BIM, but BIM is being a core ingredient for other digital technologies. And in order for those technologies to flourish, to grow, to achieve their peak potential, we need BIM data. Otherwise, without BIM data, they are still stalling. For example, they can use some other methods like reality captures in order to get the building data, but still there is a limitation in that direction. So we need valid BIM data. So regarding BIM information modeling, we know that this is a technology that the origin of this technology is in 1970s. And up to this point, we can consider that BIM is mature technology, which means that we have standards, tool, everything what we need to practice BIM. Of course, there are always limitations, always possibilities to improve the technology, but at least we can say that this is mature technology. But then again, there are some other technologies, and this is not limited just for these technologies like GeoBIM, digital twin, digital building pyramids, and city information modeling. But at least in these technologies, I've been involved to certain extent. So at least I am confident to speak to certain extent. And it's very important for architects and engineers to be aware that it's not only our choice, individual choice, whether we will work in BIM or not. There is responsibility and
professional ethics from our side to work first with modern tools, the tools that will raise the quality of our projects, but also to have in mind the future, because in 50 years, as Professor Brilakis said, maybe our files won't be accessible, but we need to present the data that can serve later, especially when there's some new regulative about many aspects, and we need to assess the existing condition of the structures. And when I say BIM, I don't mean only about buildings, but also infrastructure too. So probably this will be my last slide, because I need to keep everything shorter. So we all know what is BIM. So we have 3D geometry, and that 3D geometry is consisted of elements that know what is their function, like for example, columns, beams, slabs, doors, window, and so on. And also they are packed with a lot of information inside. And that information is rapidly growing into amount, starting from the very beginning of the design. Then during the construction, when we input data about particular elements that we built inside. And of course, later for facility management or operation and maintenance. So for a long time, BIM was considered only to be tool for design phase. After that, quickly evolved in construction. But as representatives who are working with digital twins, they are saying that, for example, that 80% of the costs of the life cycle of one building is in operation and maintenance. That's why they said we need BIM data provided from during the design and construction, and then we need intelligent tools like digital twins in order to use those data, make analysis, and make the operation and maintenance much efficient. So from here, the BIM also it's very important, because the data packed inside can be easily extracted into the database. Now, that is not possible. The software, commercial software is not that flexible, but that's why we have now Building Smart International with IFC standard. Because IFC standard is like a gift from heaven, let's say, because it's perfect, like eternal external standard. The model is very nicely packed that even in 100 or 200 years in future, we can still, okay, not we probably, but the next generation will still assess those information, and they will be able to understand what was built, how it looked, and so on. And IFC, it's additionally better because those information packed in IFC files can be easily parsed into something that constitutes, let's say, database. And once that data goes into database, then only sky is the limit, which means that we can perform queries and analysis, and especially considering AI, those analyses can be totally what word am I looking for? Totally wunderbar. Okay, so let me go to digital building pyramids. This is the field that I feel most comfortable. As I said, I had opportunity to work in Dubai DBP, also now in Bahrain DBP, Czech project, and so on. There are other stakeholders that are not designers or engineers or contractors or whatsoever, who are deeply involved in the construction process, in the building processes, let's say, but they don't have the tools which they deserve. For example, if we talk about municipalities and permit officers, they need tools for reviewing the projects in order to be able to correctly review and assess the project. So shortly, I will just skip and say, DBP is technology that tends to automate review of building permit applications, and also to greatly shorten the time needed for issuing building permits. And that is understandable because now in the times that we live, where there is a huge uncertainty about, for example, stuff like Ukraine crisis, COVID, inflation. So all these things are causing
investors to hesitate whether to invest or not, because they fear that they will not get return on their investment. Why? Because even in modern countries, time needed for issuing a building permit goes to up to 2 years, which is a lot of time. Everything can happen in 2 years, and especially maybe the program or commercial feasibility of the project won't be attractive anymore. So what is the idea? The idea, of course, is to have instant building permits. How is that possible? Well, it's possible if municipalities receives BIM models as application for permit, and then software to do the review. Doesn't have software to have the last word, but at least permit officers will know instantly what has failed, what is working well, and generally they will be more, let's say, confident in their review. Now, if we talk about permit officers, they are equally important in the whole building or construction processes, because the problem there with them is that they are legally bound to perform correct review, and because usually they are facing with a lot of building permits, and they don't have any tools to perform review. They are asking to have tools like this. Of course, this DBP usually is not possible without BIM mandate. So what Dubai did, what Bahrain is now doing, they are establishing BIM mandates, not only to raise the quality of the BIM models and generally the construction, but also to enable legally these DBP processes. Now, if we just mention some other DBPs, for example, Estonia is the one, Singapore is also another example that they are functioning that way. There are BIM mandates and DBPs that are working on a level of country, level of city, or even level of authority. So there are plenty of possibilities. Doesn't have to be all the project needs to be in BIM. For example, certain DBPs, they just mandate commercial buildings above $10 million in investment value or something like that. Now, moving from DBP, we have digital twin, and we already had presentation regarding digital twin. So I will just scratch some concept regarding digital twin. So once the building permit is issued, then the building also is built. So then comes the phase of operation and maintenance. And now companies wants to have, again, cutting-edge technologies in order to perform efficiently, like digital twin applications, but they function well only with 3D models, with BIM models, with appropriate data inside. And what can they do with these BIM models? So even though this is technology that still is evolving, and there are some different visions and versions how to define and how to practice digital twins, still there are a couple of levels. Let's say we can say that those are like level of details. So maintenance company, once they receive as-built BIM model of the building, they already have data that they can manipulate with the data. They can do some analysis. So that is like lowest level of digital twins. Then the level above is when the digital twin application is connected with sensors. Today we have different sensors like fire alarms, smoke detectors, then sensors about even structural vibrations, then temperature, moisture. Again, only sky is the limit here. So once those sensors start in emitting the results in real time, those results can be recorded, but not only recorded, in dashboard we can see certain trends, whether some sensor is reporting some misbehavior or something like that. That will enable maintenance company to be efficient in operating with the building. So that is like the next level. Now, the level above is when we have enough information, then those digital twins can make certain analysis.
certain analysis that we can, in order to track, for example, where we see some misbehaving sensor or some misbehaving part. There we can act on time in order to prevent total failure. What that means, for example, if one sensor is reporting that there is some smoke or something like that, yeah, okay. Yeah. So the last thing is the last level of digital twin is to have total automation by the software itself. So it's HAL 2000, where does everything regarding the maintenance. The next is GeoBeam. We need BEAM in geospatial context. That is very important. So not to consider only one building, but to consider a wider area, not only building, but infrastructure too. For example, in Building Smart International Summit that was also this week, Estonia presented what they call spatial planning information modeling, where they use BEAM in geospatial context to make simulations, analysis for better urban planning. And then I'm finishing here. Regarding the city information modeling, so this is still, let's say, technology in theory. There are no famous applications, even though there are some hints about what is happening. But we can say that city information modeling is GeoBeam in wider context, but not only BEAM and infrastructure, terrain and stuff like that, but also sensors. Sensors about the, let's say, the traffic, about the quality of the air and stuff like that. So someone who is managing the cities can make some decisions. Here is the example. It's 7:30 in the morning. I want to go to my workplace. So I get into my car. I turn the application on. I put what is my destination, and then I get return feedback like instructions. Where is my designated reserved parking spot, and what is my route to get to that spot? So even though this sounds understandably easy, but the thing is that everyone who is participating in that traveling, let's say, will get unique instructions. Why? Because that way the traffic jam will be, there won't be any traffic jam. Not only that, we'll have the shortest path to the parking spot, which means that the carbon emissions will be low. This is only one example. What we have as information is that China is perfectioning the city information modeling. Of course, they have CCTVs, which are probably problematic regarding the privacy in Europe. But as I don't remember of the name of the professor, as he said, we should expect miracles from China regarding the city information modeling. Thank you for your attention. Благодарам на колегата Стојанов за неговото изложување, кое што ни даде еден исцрпен преглед на дигиталните технологии и ја начна темата за дигиталните градежни дозволи. Меѓутоа, дозволете ми само накратко, колега Стојанов, да ве надополнам. Ние сакаме секогаш да малку дадеме некоја графика и да подобјасниме малку, можеби, конкретно за темата. Процесот на издавање на градежни дозволи, кој што досега го знаеме, започнува од инвеститорот или сопственикот, кој што ангажира инженер, кој што произведува некаква техничка документација, традиционално на хартија се уште, оди во надлежните институции кои што го проверуваат проектот или проектите, по можност или по потреба ангажираат и надворешни консултанти и доколку се задоволени пропишаните барања за градбата, може да издаде дозвола, ако не, нели се враќа процесот назад. Она што е интенција, односно намена на дигиталната градежна дозвола е да процесот на поднесување на таа документација оди преку некоја алатка. И во овој случај BIM-от, не случајно беше одбран како прва точка за дискусија, е алатка која што може да овозможи забрзување на целиот процес. Меѓутоа, не застанува процесот тука само на поднесување на дигитални документи, денеска тоа го имаме, нели? Поднесуваме скенирани документи, дигитизирани на некаква платформа, па оттаму се превземаат, па повторно мануелна работа, нели?
Идејата е на BIM базираната дигитална дозвола е да се направи автоматизација нели на самите процеси преку правила кои што ќе на некој начин го заменат оној службеник кој што треба да ги провери сите параметри за градбата, дали се добри или не, дали треба да се коригираат, дали ги исполнуваат и така натаму, така што тој процес на BIM базирана дигитална дозвола секако ќе го забрза времето на издавање на дозволи, може да добиеме градежна дозвола во неколку секунди или минути. Ова е темата на следната дискусија за која што сакаме да го чуеме вашето мислење, па дали некој сака нешто да надополни во овој контекст? Дали сме подготвени за дигитални градежни дозволи? Имаме прашање позади, односно Имаше некој со средно искуство со градежни дозволи, добро добро би било да се вклучат. И можда треба веќе да завршиме зашто сме. Здраво на сите, јас сум Горе Ангелов, градежен инженер од Штрабак, фирма која се занимава со изведба во нашава држава. Немам никакво искуство со добивање на овие дозволи, зашто не е тоа наша работа, но сакам да се надоврзам. Тоа е сигурно применето заради обезбедување брзина, оптимизација на процесот и избегнување на корупцијата што има очигледно. Точно така, транспарентност. Да. Но корупцијата не е само и пример оптимизацијата што треба да се направи кај нас во изведбата на пример е што ги имаме тие уште како да кажам диносауровски методи што се законска обврска за изведувачот и за надзорот и за сите како да кажам стейкхолдерс да обезбедат градежен дневник, проектот да се прати, езбилот да се прати што е проблем, што треба многу луѓе, градежна книга, ситуација и etc. Со тој билдинг моделинг BIM ние кај нас во Штрабак се спремаме за таа промена зашто имаме може во малките фирми кај нас што имаме BIM тим кој се спрема за сега во фаза на тендерирање го користиме. Но дали со овие промени може да се таргетира и тие сите како да кажем мануелни работи што ќе ни помогне нас како компанија, на пример сега малку идилично звучи, да ги намалиме потребата за што имаме се помалку инженери на располагање, да пишу мануелно цел ден дневници и тоа, туку тоа да биде се автоматски во тој BIM модел. Да се пратат актуелните количини што ќе одобри надзор, па ќе стигне кај инвеститор, што ќе изготви ситуација и тоа ќе биде се транспарентно во целиот круг да се заврши, а да не се губи време и работни сати. И да се прати прогресот на промените, дозволи исто така, на пример, стално зашто нашите проекти не се комплетни, дали во тоа би можел да се испрати дозволите за промени во тек на изведба, што е некојаш стално проблем и го закочува проектот на сред изведба. Што имаме многу примери такви. Така, кратко, малку изјава. Да, благодарам за дискусијата. Очигледно поставивте прашања кои што јас лично не би можел да најдам најсоодветен одговор, ама би сакал некој од аудиториумот да надополни. Повелете. Мене ме плаши една ситуација сега. Во целава оваа приказка, каде се стандардите? Мојот впечаток е следен, дека сега спомнуваме алатки, BIM технологии. Меѓутоа, колку е сега сето тоа е стандардизирано и колку сето тоа е по стандардите. И сега мене ме плаши ситуацијата дека ние всушност одиме напред со BIM технологијата, меѓутоа да не ми замерат представниците од Министерството, државата спие. Значи, немаме никаква платформа во која насока сите да се движиме. Исто, многу години наназад ви кажуваат брзате со стандардите. Не брзаме воопшто. Ние сме институтот, дел од семејството на европската стандардизација и во одредени временски рамки мораме да ги усвојуваме. Вие сте во техничкиот комитет. Ќе се соочиме со ситуација да на пазарот се нуди се и се што, а ништо да не биде согласно законска рамка или согласно стандардите. Мене таа ситуација сега, она што го слушнав овие денови, ми предизвика загриженост. Да, може слободно, повелете. Значи, прво на колегата да му одговорам што се однесува до целата
градежна документација вообичаено не е пракса да се става во BIM. Всушност сите податоци за да се стават во BIM се секогаш проблематични. Иако BIM теоретски сам по себе моделот може да ги издржи тие, меѓутоа сепак тоа е неефикасен начин на работа и затоа постојат апликации кои што служат за construction management, меѓу другите работи како што е Autodesk Construction Cloud, да не именувам комерцијални софтвери. Сега што се однесува до стандардизацијата, на пример, искуството од Дубај, да речеме, е со тоа што напоредно со развивањето на мандатот, напоредно со развивањето на апликацијата која што треба да ги проверува проектите, тие исто така, односно ние исто така развивме национален BIM стандард, кој што во времето на Дубај беше национален BIM стандард. Она што сега понатаму е препорачливо е дека тоа треба да биде анекс на ISO 19650, докаде што е возможно, нормално потребно е државата да додаде еден цел документ кит кој што ќе овозможи работење како што треба, затоа што бидејќи што се вели нема две компании што работат на ист начин, затоа постојат и тоа го правиме, значи постојат BIM modeling guidelines кои што се насоки, упатства за тоа како треба да се прават проектите за да може да бидат прегледани. И чисто од патриотски побуди, не од комерцијални побуди. Не знам колку знаете, во Македонија има компанија која што е прилично добро етаблирана на ова поле, Digital Building Pyramids, GeoBIM и така натаму, и Digital Twins исто така. Тоа е INS, Intelligent Network Solutions, софтверска компанија што работи на полето на GISOT. Со години го развиваат, практично тие го правеа софтверот за Дубај, за Бахрейн, нивниот софтвер се користи во Шведска и из многу други места. Како што кажав, тоа се технологии во зародиш, така има уште многу што да се очекува тој софтвер, инаку ако некој се интересира, nexus-twin.com е сајтот кај што може да се добијат повеќе информации. Кога имавме настан за техничкиот комитет за BIM, компанијата беше гостин на настанот и го представи решението за издавање на дозволи без посредници, што би се рекло, направено за 2 недели да може да се издаде дозвола за градење. Сакав нешто да додадам. Во моите истражувања во однос на BIM стандардите, сватив дека во Европа и во скандинавските земји целта е транспарентно трошење на јавните пари. Бидејќи сите проекти што се големи и инвестирани од Европската Унија имаат определени прагови на прагови тие инвестиции и целта е да се види како се трошат парите, да биде транспарентно. Значи сите делови што се употребуваат во проектот да се знаат. И поради тоа европските земји ги имплементираат овие стандарди. Така да корупцијата се смалува на најниско можно ниво. Бидејќи сите патишта што се градат со европските пари, ќе треба да бидат правени во BIM. И нашите компании, ако сакаат да учествуваат на овие тендери, ќе треба да работат во BIM. И едноставно, доколку не се прилагодат нашите компании градежни, тогаш нема да може да учествуваат на тендерите од Европската Унија, значи помошта што се дава за градење на европски проекти, ќе каскаат позади фирмите кои што веќе го имаат имплементирано BIM-от. И ако се осврнат само на градењето на нашиот пазар, значи и нашите инженери ќе заостануваат, но имаме среќа што младите луѓе со дигитализацијата, нели, целиот свет им е отворен и се отворени и учат и знаат, и тоа можевме да го видиме на нашиот настан што го организираше Институтот за стандардизација, дека многу млади луѓе инвестираат во себе и учат и ги користат овие BIM алатки. Ви благодарам. Добро. Да, ви благодарам на коментарите. Навистина очекувавме дека можеби нема да имаме доволно материјал за дискусија, меѓутоа се покажа обратното. Иницирани се теми кои што се интересни за дискусија, меѓутоа до организацијски причини ќе мора тука да ја завршиме оваа наша дискусија, затоа што навистина преминавме предолго. А сега ќе го повикам претседателот на Друштвото на градежни конструктори на Македонија да го затвори овој симпозиум. Повелете, професор Енаков. Јас најпрво сепак ќе дадам збор на заменик министерката за транспорт, Калтрина Зеколи Шекири, да го
отвори затворањето на симпозиумот. Повелете. Добро вечер на сите, ми мрамате джидве. Знам дека сте доста изморени, меѓутоа сте имале доста продуктивен ден, така да јас ќе бидам многу кратка. Почитувани представници на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, почитувани присутни, Друштвото на градежни конструктори традиционално представува најголема платформа за размена на знаење, искуство и современи практики во областа на градежништвото во нашата држава. Професија од големо значење и суштински фактор за модерен и одржлив развој. Со својата долга историја и посветеност, Друштвото е место каде што се создаваат и негуваат професионални врски и каде што се поттикнува развојот на инженерската мисла. Особено ми е драго што темата на овогодинишниот симпозиум Градежно конструкторство без ограничувања директно ги обработува најсовремените трендови и прашања кои се појавуваат во оваа професија. Во текот на овој настан видовме како иновациите, како што се BIM технологиите, дигиталните близнаци и вештачката интелигенција веќе не се далечни концепти, туку реални алатки кои го трансформираат начинот на кој проектираме, градиме и одржуваме инфраструктура. Министерството за транспорт, како долгогодишен покровител, останува длабоко посветено на поддршката на развојот на професијата и унапредување на меѓународната соработка. Нашата заедничка цел е јасна – да ги обезбедиме потребните услови за континуиран професионален развој преку отворена комуникација, транспарентност и заемна доверба. Дозволете ми за крај да изразам искрена благодарност до организаторите и за нивната посветеност, до сите предавачи и учесници за нивниот вреден придонес и до нашите меѓународни гости за тоа што ја збогатија оваа платформа со своето знаење и перспективи. Да ги понесеме со нас идеите, инспирацијата и врските што ги создадовме овде, додека продолжуваме да обиколуваме иднината на градежништвото без ограничувања. Ви благодарам. До Министерството. И благодарам на заменик министерката што се обрати. На мое големо изненадување, пред само неколку дена дознав дека Министерството го сменило своето име. Дали е тоа точно? Дека е сега само Министерство за транспорт. Се извинувам, плакетата е сепак направена со Министерство за транспорт и врски. Во ред. Јас најпрво да се заблагодарам на сите вас што останавте. Значи, вие сте најверните поддржувачи на друштвото. Меѓутоа, на почетоков, сосема накратко, значи, ќе ги кажам бројките од, да речам, одредени бројки, дека имавме над 400 учесници од 28 земји. Меѓутоа, пред да го кажам мојот говор, проверив колку не следеле онлайн преку лайв стриминг. Имаме исто така над 400 над 700 прегледи вкупно, а 400 не следеле првиот ден на отварањето, околу 300 вториот ден и така натаму. Така што настанов го следеле веројатно околу 700-800 луѓе, што е наистина за нас барем многу значајно. Што поголем број на луѓе да слушнат што работиме и дека тоа го правиме искрено со многу вложен напор и труд. Морам да се заблагодарам на сите поддржувачи, почнувајќи од Министерството за транспорт, потоа спонзорите, компаниите, институциите, значи сите имаат придонес, да речам, голем, заслужните, почесните членови, голем дел се овде, сите останати членови, сите, да речам, председавачи на сесиите, нормално организациониот одбор, научниот одбор кој што ги рецензираше трудовите и техничката служба, особено кој што се измачија навистина. Имавме некои мали, да речам, технички проблеми и можеби несовршености во
организацијата, меѓутоа јас ја преземам целата одговорност за сите такви некои мали недостатоци. Вообичаено не е убаво нели човек да збори за сам да се фали, да речем така, што добив премногу имејлови, пораки, лични вака честитања за квалитетот на овој 21 симпозиум и затоа би посакал, ако може, и мислам ако сака некој да се обрати, if anyone wants to say a few words, maybe from the keynote speakers, we have few here. Maybe Maria, if you like, please. Only few words, yes. Okay, first of all, it's been a real pleasure to be invited and to attend the conference here. I've been really impressed by the quality of the speech, by the energy of all the speakers that brought a lot on the stage. And I think gathering like this reminds us that innovation does not happen, let's say, only in our small offices, but these events allow to advance. Here we have the chance to share ideas, to discuss, and here I've seen some quite heated discussions to which I'm not used, but I have to say that personally I enjoyed, because it means that really there is passion and there is a will to exchange and to, let's say, advance. Discussion is the base for advancement, I think. So I think we have the main takeout from this conference, which has many similarity with IAPS conferences, is that we have to keep building, let's say, bridges, not physical one, not only physical one, but bridges between people, between generations, between disciplines. Digitalization is very interdisciplinary, and between countries, of course. We have to keep learning, because as we saw in this last panel, technology is advancing very fast, and we have to keep the pace, and we have to keep inspiring each other. So thank you again for the perfect organization, for the excellent speeches, and also for the social events, which were great chances to connect each other. And I'm looking forward for the event tonight. Thank you very much. Anyone from the domestic members? Okay, I would like to thank the keynote speakers. Few participants today asked me how you chose these keynote speakers. There were 9. They were very good. My answer was, I chose the best one from each discipline. I did my research and I chose them, and I think that they really brought actually new dimension of this event. So I really like to thank them, and because they are one of the best in their fields, it was really interesting that they responded to our invitation to come here. Most of them responded the next day, or even the same day when we sent the invitation. So really thank you, and one big applause for all of them. So with this, I will close the closing ceremony. And I would like to invite all of you next year, if you would like to come again. We will have this 50 years of MASE, Golden Jubilee. It will be probably in Skopje.
It will not be in Ohrid, I'm sorry. But in 2 years, we have again Masse 22. So thank you once again for all of you. Probably the dinner will be a little bit late, maybe 15 minutes. So something acceptable, not as we are late.